Благодарам, почитувам председател со комисијата, почитувани пратеници, почитувам представник од Министерството. Се јавив за збор за допуна на дневниот ред. Барам дневниот ред да се дополни со информација за состојбите за дојава на бомби во училиштата во Република Македонија. Темата секако дека е многу актуелна. Бараме објаснување за моменталната состојба, затоа што тоа од нас го барат како пратеници пред се родителите на дечињата кои имаат свој дечиња во образовниот систем. Дополната ја барам од повеќе аспекти, затоа што последно беше нормално едно соопштение од Министерство за внатрешни работи, каде што се кажа дека има нови протоколи и нови процедури во однос на постапување за дојави на бомби, дека дел од тие ќе бидат јавни, дел од тие ќе бидат тајни. Од тука на некој начин, после тоа соопштение, имаме ситуација да во медиумите или во јавноста немаме информации дали има нови дојави за бомби. Со оглед на тоа што темата е сензитивна, свесен дека процедурално треба да доставам материјал и по него да се расправа, меѓутоа барам оваа точка да ја припрема Министерството за образование и наука, од проста причина што секако веќе кога има тајни протоколи, понудува можност тоа да биде и отворена точка или затворена за јавноста, да бидеме запознаени на некој начин со состојбите, со тие нови протоколи во делот колку што ние треба да знаеме, затоа што на некој начин вака во образовниот систем се створи ситуација да знаеме дека има нешто, меѓутоа не и во кои размери. Самата ситуација е многу сензитивна, бара одговорност од сите нас, не сакам ова да се злоупотреби или во никој контекст да го доведам со политика, туку единствено да видиме до кај се работите, што можеме да и пренесеме на сите чинители во образовниот циклус, затоа што некако тајните протоколи беше дојавено дека ќе бидат до директор на училиште или гимназија. Би сакал да на некој начин ја сватиме сите нашата улога, почнувајќи од нас како пратеници во однос на таа проблематика, улогата на инспекторите, на директорите, на наставниците, но и пред се и улогата на родителите. Затоа што од мои лични сознанија гледаме дека на некој начин тие протоколи, односно толкувањето на кој начин ќе се одвива таа заштита на децата се разликува од училиште до училиште, барам усогласување на сите тие дејанија за да нема разноликост во толкувањето на работите и сметам дека таа информација нормално во моментот не може Министерството да изработи, меѓутоа доколку се створат услови да биде точка на дневен ред или на ова седница дополна, или на некоја наредна седница или посебна седница да разговараме за ова сензитивна, меѓутоа сериозна проблематика. Верувам дека од безбедносен аспект други комисии ја расправаат таа точка. Меѓутоа, од образовен аспект сметам дека треба во рамки на нормално тоа што се законски надлежности да разговараме и да некои работи ги отвориме. Вие оценете дали тоа ќе биде отворена или затворена седница и инсистирам вие да го подготвите материјалот, барем да добиеме информации и напатствија, ние соодветно ќе ги кажеме нашите ставови и нашите размислување како да ја надминеме оваа ситуација. Благодарам.